го разгледаме делот за синовската побожност даден од Бога во Второзаконие поглавје 5. Бледнењето на добрите традиционални вредности, вклучувајќи ги и оние што ги поддржуваат принципите на синовска побожност, почит кон родителите и воспоставените традиции, е значаен феномен во денешното општество. Како што материјалното богатство се зголемува, а индивидуализмот станува раширен, се наоѓаме во ера кога луѓето не можат да ја толерираат сопствената непријатност. Затоа, длабоко е тажно да се видат вести за деца што им штетат на своите родители. Сепак, не треба да учиме од оваа злобна генерација или да ја имитираме, туку треба да ги следиме учењата за почит дадена од Бога, да бидеме целосно синести кон нашите родители во рамките на волјата на отецот и мајката. А исто така да ги исполнуваме нашите должности на синестичка побожност кон нашите духовни родители. Да преминеме на Второзаконие поглавје 5, стих 16. Почитувај ги и твојот татко и твојата мајка, како што ти заповеда Господ, твојот Бог, за да живееш долго и да ти биде добро во онаа земја, што ти ја дава Господ, твојот Бог. Можеме да видиме дека темата што се повторува почитувајте ги своите родители и научете се да бидете синови ге е истакната низ целата Библија. Потоа, меѓу 66 книги од Библијата, Бог ни дал пример да учиме на синовска побожност. Денес ќе испитаме синовската побожност на Рута и синовската побожност на небесните деца кон Бога. Дозволете ми накратко да ја сумирам содржината на поглавје 1 од книгата Рута. Имаше една израелка по име Ноемина, која имаше два сина по име Килион и Малон. Имињата на жените на Килион и Малон беа Орпа и Рута. Семејството живеело во регионот Моав, каде што се соочило со разни тешкотии, вклучително и глад, што на крајот ги навело да се вратат во нивната татковина Израел. Тие по потекло биле од Витлеем. Сопругот на Ноемина умира, а потоа умираат и нејзините два сина, Килион и Малон. Така, на крајот, само тројца луѓе во семејството, Ноемина, свекрвата, и Орпа и Рута, нејзините снаи, останале живи и немале друг избор освен да се вратат во својот роден град. Во општество кое во тоа време многу зависеше од земјоделството, имаше многу работа достапна за мажите, но ограничени можности за жените. Затоа, дури и да ја следеле Ноемина, двете снаи немало да имаат средства да заработат за живот. Дополнително, чувствувајќи жал што само ги примила своите две млади снаи, Ноемина имала намера да ги врати во нивните родни места, велејки: вратете се во вашиот роден град и омажете се повторно, за да можете да го живеете остатокот од вашиот живот со цел, а не во осаменост. Орпа се обидела да остане со мајка си до самиот крај, но на крајот се вратила во својот роден град, додека Рута прашала: ако ја оставам свекрва ми сама, кој ќе се грижи за неа, таа нема синови, а нејзиниот сопруг е починат. Рута изјави: ќе те следам до крај. Каде одиш ти, таму ќе одам и јас, а каде што ќе останеш ти, таму ќе останам и јас. Те молам, не ме молете да се вратам во мојата татковина. И покрај тоа што била Моавка, а не Израелка, Рута се предала на Ноемина, тврдејки: твојот Бог ќе биде мој Бог, а твојот народ ќе биде мој народ. Затоа, ве молам, повлечете ги вашите зборови барајки од мене да се вратам. Со решеност да се жртвува себе си, таа одлучи да ја следи својата свекрва. Оваа приказна е заробена во книгата на Рута. Не е ли вистина дека нашите духовни животи, некогаш осудени на смрт, сега постојат денес среде изобилна љубов и благослови од Бога, сето тоа благодарение на неговата света жртва? Затоа, ти и јас мора да станеме поединци кои му покажуваат на Бога синовски дела на оддаденост,
следејќи го примерот на Рута.